Измените на Законот за полиција ги поминаа попладне во двете собраниски комисии и се проследени понатаму на понатамошна постапка, со тоа што деновиве ќе се најдат и на пленарна седница. Се работи за допрецизирање на законот во делот кој што се однесува на техничко снимање, односно видео снимање од страна на полицијата. Полицајците при своите полициски овластувања ќе имаат можност да снимаат, односно ќе имаат уреди со кои што ќе се снима не само видео, туку и аудио ќе се снимаат нивните полициски овластувања. Целта на законот според МВР, кој што е предлагач на овие измени, е да се спречат евентуални пречекорувања на овластувањата од страна на полицајците и било какви злоупотреби, особено при сообраќајните контроли, сообраќајната полиција, бидејќи секој се снима и ќе се знае дали оправдано полицаецот сопрел одредено возило, каков бил разговорот, но и дали оправдано го казнил граѓанинот кој што го управувал возилото. Опозицијата генерално во својата дискусија рече дека се согласува со потребата од техничкиот дел на ваков закон, но затоа што ќе се има увид, ќе се следи како постапува полицијата, но стравуваат од можни злоупотреби, дека овие видео снимки ќе бидат злоупотребувани, особено во периодов кога секојдневно има протести низ Македонија. Што не ми е јасно тука? Кој на кој снима? Дали во Министерство внатрешни работи полициски службеници ќе ги снимаат другите полициски службеници за преземање некои дејства да не пречекорат во нивните овластувања. Или пак тие полициски службеници ќе снимат невработени во Министерство внатрешни работи, например некои што протестираат. Ова измена во Закон за полиција практично е технички аспект. Ние како полициски овластување и сега имаме полициски овластување за снимање, видео снимање на различни јавни манифестации од аспект на јавен ред и мир, но ова конкретно како измена се однесува на преземање на снимање при преземање на конкретно действие од страна на полициски службеник. Например, сообраќајна полиција, сообраќаец застанува возило заради подигање на интегритетот на полициското постапување, дали било неопходно да го стопира возилото, дали било основано стопирањето на возилото и каков е односот и пристапот на полицаецот во идентификувањето и во докажувањето на прекршокот евентуален, тоа е практично свртено повеќе како товар на полициските службеници кои ги презимаат конкретните полициски овластувања. Според измените на законот, за разлика од претходно кога снимките можеле да се чуваат 6 месеци, сега треба полицијата да ги чува 45 дена и потоа ако не се цел на некаква кривична, односно судска постапка, треба да бидат уништени. Исто така полицаецот кога ќе го сопре граѓанинот е должен да го извести дека разговорот, но и сето тоа се снима. Исто така конкретно како ќе се спроведува сето ова, со какви типови на технички средства, тоа треба дополнително да се уреди со правилник од страна на министерот за внатрешни работи.